Спомнавте дека се садат и садници во насока на зачувување на патиштата, но и спречување на ерозија на земјиштето. На кои локации досега има пошумување? Значи, при самото пуштање на автопатот Милодиновци Штип, премиерот Зоран Заев тогаш спомна дека ќе следува, затоа што таму има многу големи косини, под големи агли, кај што не треба да бидат така, туку треба да бидат прекрашувани, но тоа е наследно, тоа го затекнав, не можам сега да го исправам. И како заштита на целото тоа, се посадени 600.000 садници багрем. Зошто багрем? Затоа што тој има таков специфичен корен, тоа е све во соработка со Шумарски факултет, со сите тие институции, има специфичен корен кој што го врзува земјиштето, да не дозволува да се јавуваат слечиште, тоа е на база на искуства, а па ќе согласите и багремот убаво цвета, така да патот кој ќе го возиме веќе за година, ова година ќе ги имаме првите резултати од тие садници и самиот тендер така е поставен да треба да има 60% успешност. Доколку некаде потврдило, изведувачот ќе си засаде наново и очекувам за 2 години тоа да биде убав зелен појас по целото патување наше. Истото ќе го има и на Штип Радовиш, на експресниот пат, таму веќе тревата е засадена. И таму има една друга работа што ја има во тој тендер. Фирмата што гради 3 години треба да го одржава патот. Значи, Штравак треба да го одржува од кој ќе го пушти 3 години, значи да го чисти, да коси, снег да собира све. И таа интенција ќе продолжиме и со другите градби да ја правиме, се за да некако влезе во психологијата и на компаниите да се грижат не само еве го направив па сега галеме, туку да си го одржава после тоа и самиот пат.